Денеска Марко и Ема одлучија да ги нахранат уличните мачки и кучиња. За да го постигнат тоа, тие прво се упатија во пет-шоп пријатели, од каде купија 2 килограми зрнеста храна. После купувањето на храната за миленици, тие отидоа на неколку локации од градот каде знаеа дека има бездомни животни. Сигурно ви се случило додека возите со својот автомобил низ градот или пак пешачите, да видите куче или маче со оној тажен поглед како тоне. Гладни и жедни. Јасно ви е дека сте сами. Немаат никој кој би им подарил храна или вода. Што треба да направите во тој момент? Ова е многу тежок момент за сите љубители на животни. Сте се запрашале ли што треба да направиме со кучињата и мачки скитници? Ако сте во можност, посвоите го. Но ако тоа не е опција, тогаш нахранете го, дајте му вода. Или пак однесете го до некој од здруженијата за заштита на животни, за да можат да го однесат на ветеринар за да проверат дали и на кој начин треба да му се помогне. Ако не идете на куче или маче кој има ремче околу вратот, тоа сигурно припаѓа некому. Преку социјалните мрежи можете да објавите само со еден клик и да им помогнете повторно да се спојат со својот сопственик. Оние кои знаат да им помогнат на уличните животни, добиваат благодарност од истите. Кучињата знаат да ви кажат благодарам со поглед, со вртење на опашката, а мачињата знаат задоволно да мјаукнат или да се погалат од вас. За оние пак кои ќе се одлучат да помогнат, а немаат миленици, би сакале да ви информираме дека 1 килограм храна за кучиња започнува од 70 денари па нагоре, а за мачиња од 120 денари па нагоре. Ако не сте во можност во моментот кога ќе ги сретнете да им помогнете со купечка храна, понудата што имате, тие ќе бидат среќни со што и да добијат. Овој ден Ема и Марко ќе го помнат по тоа што успеа да направат нешто убаво за уличните мачки и кучиња. Тие беа многу среќни и посакаа ова да го прават се почесто, за да бидат сигурни дека овие животни не се оставени сами на себе. Деновите стануваат се поладни, а ним ќе им биде многу потешко да најдат место каде ќе може да се затоплат, а тешко ќе им биде и да најдат храна. Затоа, ако деновиве сретнете некој маче или куче, нахранете ги, погалете ги, зашто освен празниот стомак, тие се гладни и за љубов.